се однесува на тоа дали вие конечно ќе поведете прекршочна постапка за лица од извршната власт кои во анкетните листови не ги пријавиле следниве работи. Нивните фирми во странство, особено фирмите во Бугарија, како што имавме и јавно признание на некои од нив, како што е примерот со градоначалникот на општина Куманово, дека имале фирми, но не ги пријавиле. Дали ќе поведете постапка за имотите од висока вредност, како станови кои што биле доделени на поклон? Имотот приходи од нивниот брачен другар кој што не го пријавиле, нели? Скапи аксесуари, како часовници, уметнички дела, оружје, кои што не се пријавени, а признаваат дека ги имаат, односно се наведени како тие да се без вредност. Почитувана председателка, само да ве потсетам, од 24 и 25 лица, членови на највисокото извршно тело, членови на владата, само дури 15 од нив немаат пријавено никаков приход. И сега се поставува прашање дали вие воопшто ги чешлате, анализирате анкетните листови или само автоматски така ги објавувате со технички грешки. И сте исклучително неажурни затоа што ни мејлот ви функционира, ни телефонските броеви кои што ставени таму некој се јавува. Значи сте неажурни да ги поправите техничките грешки и се случува она, тоа дека вистината ги обуе обувките, лагата го поминала светот.